Следува меѓународната анализа на Слободен печат. Имате прилика и можност да ја гледате секое утро. Моите колеги веќе се подготвени во соседниот дел од студиото. Ви посакувам добро утро. Добро утро, Александра. Имаат прилика и да гледат и да слушаат во наредните 10 на 15 минути, а тоа се оние минути посветени на случувањата во меѓународната политика. Андоновиќ, имаме неколку вести кои би сакале да ги представиме, односно да ги проанализираме денеска. Една од главната вест е најавата за Хамас дека е подготвен за примирие. Дали тоа значи демилитаризација на Хамас, политичка партија или пак некоја нова завиена дипломатија на Хамас, ако можеме така да кажеме. Ново е тоа дека Хамас представник на партијата Хамас, значи не на терористичката, нели Хамас има и политичка партија и терористичка организација. Понуди нов предлог до Израел, се работи за 5-годишен план во кој Хамас барањето е формирање на независна палестинска држава по границите од 1976, што ги опфаќа палестинските територии, западен брег и појас Газа, повлекување нели на израелските трупи и оние стари барања да се ослободат од израелските затвори сите палестинци кои се уапсени, цивили зборувам, не терористи. А Хамас ветува дека ќе ја распушти организацијата, ќе се претвори целосно во политичка партија и така, нели, на избори, преку демократски избори, ќе се спроведат избори и пошто се знае дека има најдобар рейтинг, ќе се претвори во политичка партија, што представува познат предлог на Хамас за решавање на овој проблем помеѓу двете држави. Исто така ветува дека ќе ги ослободи нели заложниците. Сите овие нови, да кажеме, барања се во пресред на се поизвестната најава, односно подготовки на израелската војска да влезе во Рафах. Израел веќе 3 дена ги запознава со детали земјите кои се граничат со тој дел таму, значи Египет пред се, но тука е и САД, и Катар, и неколку држави, што е планот за да направи копнен упад во Рафах, нешто што изминатите 2-3 недели пред оваа закачка со Иран. Да, пред оваа закачка со Иран беше осудувана од САД и од останатите западни држави, а сега нешто одгледам дека не му кажуваат на Нетањаху дека треба да не ја наприта, зборувам во јавноста, што се зборува за затворени врати не можеме да знаеме, така да тие се подготвуваат. Хамас овој план сака да ги претрка намерите на Бенјамин Нетањаху, веројатно да го запре, да ја запре копнената инвазија, бидејќи Израел кој ќе влезе внутре ќе направи големи, тој може ќе успее да направи големи штети на Хамас и големи загуби, но не може да го истреби скроз, бидејќи терористите знаеш како функционират, но ќе има голем број на жртви. Така да додека Израел се подготвува, Хамас излезе со овој предлог, ќе видиме како ќе одекне во меѓународната заедница, особено во онаа друга меѓународна. Колку може да му се верува на Хамас овие најави во вакви моменти? Па Хамас е во позиција сега мора да му се верува, бидејќи повторно ќе кажам, ние имаме една ситуација која де факто Израел е силен, Израел е во право, треба да ги исчисти тие терористички кели, наводни 5 баталјони на Хамас кои се наоѓаат во Рафах и кои се главниот адут на Бенјамин Нетањаху пред меѓународната заедница, еве затоа влегуваме војнички. Од друга страна, Израел е во лоша состојба бидејќи се бориш со терористи, знаеш, и еден да остане као метастаза е. Еден да остане да се претопи меѓу цивилното население, може да фрли бомба, па војниците кога пукаат во се, па ќе умрат уште 10 цивили, потоа доаѓа хуманитарен проблем и така, тоа да не го објаснам. Сега колку треба му се верува, веројатно се опозиција да мора така, може и некој ги советува од надвор. Неќум да алудирам на кој, можеби се така советувани. Дополнителен удар, да кажеме, на целата приказна е емитувањето видео на еден од заложниците еврејски, кој на 7 октомври беше киднапиран од онаа рейв жутка во пустината во Израел.
Тој после 200 дена даде една видео порака, на сликата, на видеото немаше рака. Да, ја видовме фотографијата, односно видеозаписот. И тој го обвинува Бенјамин Нетањаху дека ги пуштил низ вода заложниците, дека си тера своја политика, рече дека раката ја загубил од додека се засолнувале кога правеле израелската армија некоја акција, фрлиле бомба, тој се обидел да ја тргне да не загинат и ја загубил раката и кажа бројка дека од тие 200 и нешто заложници, 70 и нешто еврејски заложници се убиени од страна на израелските трупи кои трапаво успеале да пробаат да ги ослободат, но не успеа доволно, па убиле и што треба и што не треба, она што го зборувавме пред 2 минути. Така да, тоа ми се чини дека се мене лично може би и очајнички обиди на Хамас да ја пролонгира копнената инвазија врз Рафа, ќе видиме како ќе реагира меѓународната заедница после сево ова, бидејќи сега што прави Хамас? Еве ние пружаме рака за примирие, бараме палестинска држава што веќе вие рековте од западот дека е единствено решение на проблемот, а дополнително даваме еден ваш човек кој вели дека не ги обвинува израелците. Нетањаху го обвинува дека тој за да си ја спроведе крајно десничарската политика не размислува уопште за цивилни жртви, туку сака да целта му е оправдува средствата, па ако гинале и евреи и муслимани. Сега ќе видиме каква реакција ќе има во меѓународната заедница, особено што гледаме секојдневно во Тел Авив. Може би е тоа и политика сега внатрешна, каде што протестираат луѓето против политиката на Нетањаху. Ти имаат сега, евреите имаат и голем празник, мислам дека е Пасха, не сум сигурен. Тој обично доаѓа со нашиот Великден. И сега тоа е уште една причина, знаеш, да се пролонгира оваа копнена инвазија. Какви се, дали имаше некакви официјални ставови на официјален Техеран во однос на новиот мировен план? Техеран секогаш, јас тоа го зборувавме ние во изминатиот период, познато е дека Техеран не влегува во директни судири, поради многу причини. Први, тоа е лукаво однесување и второ, не е толку силен колку што сака да се прикаже. Бидејќи во директна војна со Израел тој може да парира, ама Израел сам не се бори. Така да Техеран што направи? Си врати еден со друг, си ја зачуваа достоинството, дигнитетот, авторитетот пред своите луѓе во државата и во арапскиот свет, муслиманскиот се извинам, па и во меѓународниот свет, веројатно, и толку. Продолжува се онаа иста војна. Иран си е на страна, ама си ги спонзорира надворешните шиитски милици, кои ќе маваат по интересите на Израел. Прашањето е дали тоа негово молчење, како што претходно што беше, дали може да предизвика некои нови турбуленции, или пак од едни информации кои што ги имаме, ќе се сведе на некако сепак мировен договор? Јас стравувам дека повторно ќе се замрзне конфликтот. Значи, сме го зборувале и тоа, и јас секојдневно тоа го зборувам. Знаеш, тоа фигуративно, кога одмрзнуваш, па замрзнуваш, па по потреба одмрзнуваш, па истото го презамрзнуваш, се расипува. Отприлика тоа е фигуративно ова што сакам да го кажам. Мислам дека единствено решение е ова сите што го зборуваат, уште планот од 1948 да се добие палестинска држава, но тогаш палестинците и муслиманите се противеа на тоа, зашто и дојде до 6 израелско-арапски војни. Сега многу решенија. Има Западен брег, се зборува дека е можда најпаметно да се приспои кон Јордан. Ако приметуваш, пошто се тоа ист народ таму више мање, Јордан гледаш дека е воздржан, и Египет е воздржан. Да, дали е тоа замрзнат конфликт, она што го велам, се уште кјутат, или може би не знам, ќе видиме, но Хамас ова што го направи ќе мора да се распушти, бидејќи никој не може да толерира терористи. Токму така. Па макар да ги нарекле и борци за човекови права. Секогаш се така, по потреба. Потоа се прегрупираат во политички партии. Да, но еве у тој случај таму со Хамас нема тоа да биде. Затоа што Хамас дефинитивно е обвинет дека е иранска испостава и покрај тоа што не се шиити, и очигледно Техеран стоеше за цево. Ова не очигледно, него не се не крие, но веројатно на Хамас нема да им се прости ништо, а мене ми е доказ тоа што го ги убија и синовите на лидерот, политичкиот лидер на Хамас, Исмаил Ханија, кој живее во екзил, се крие, но е мултимилиардер и никој не го закача, веројатно некој од западните држави. Мислам дека опсежно го
елаборираше, Ма тоа може да утре ги се збори, елаборираше него не може до токму решение така, да дојде. последните случања на Блискиот исток. Оде би сакал малку да се префрлиме во Украина. Очигледно е дека Киев според оние информации кои што излегува во медиумите го стега обрачот кон, односно за оние воено способни лица кои што се во земјата, меѓутоа и надвор. Имено пасоши на воено способните украинци ќе се издаваат само во земјата. Што значи ова, Андоновиќ? Тоа види, откако ја добија, ајде ќе го вратиме разговорот. Првин беше за мене шокантно, не даваат пари за Украина, даваат заем, потоа одедношка преку Израел и Украина доби пари, па тука се протурка и помошта за Тајван. И што е сега разликата? Израел е у војна, Украина е у војна, добива пари. А Тајван зашо добива пари? Не е у војна. Сега тоа им фрла еден лош, би рекол, лоша... Може да не ги урочиме, што би се рекло наш народ. Да, но со пари. И сега, откога Киев ги доби овие пари, се не навлегуваме дали е тоа заем, дали е тоа помош, сега тој треба да им каже да западњаците, добро, вие ни даате пари, ама не може луѓе ни даате. Значи, мора да ја спроведе таа масовна мобилизација. Ниједна мобилизација во било кое време за ниједна власт не е пријатна, бидејќи тука доаѓа до пад на мотивот, рейтингот. Значи, не е тоа како уминатото патриотизмот поинаку се гледа денеска. Во Украина се знае дека од 45 милиони луѓе кои беа во почетокот на пред 800 дена војна, сега сведено на пола, преполовена е. Кој избегал, кој загинал, повеќето ја напуштаат Украина, воено способни луѓе нормално си ги тргаат децата, никој не сака да праќа деца у војна да му гинат, така. И сега они треба да направат мобилизација и мора да направат контрола на тоа. Едно од контролите се тие пасоши. Кој има па избегал, може и се спасил. Како на дополнување на Но ова и у Русија се случува, да не испадне сега дека украинците. Ма и у Британија се случува, едната и другата се земја случува. припрени се до крај малтене до зид ресурсите, што техничко, што људството, што... Така ти кажам, чудно е, не ли е чудно, еве, тоа секогаш го зборувам, не ли е чудно те напаѓа една држава и ти не прогласуваш воена состојба, не правиш масовна мобилизација. Па ние во Израел видовме, ностоп го споменуваме тоа. Израел им покажи на Русија и на Украина и на сите држави во свет како за 2 дена мобилизираше 300.000 луѓе. 300.000 луѓе. Ама тоа е таква држава. Ја мисля и ти си таква држава ако те нападнале. Ама еве Украина не прогласи воена состојба, колку и да е голема едниот дел на Украина, ако не добиеме информација дека добиле ракета некоја у Лавив, не ни осеќаат што се случува, што е на граница со Полска, со другиот дел од Украина. Така да сменети се работите. Зеленски се обидува да не направи, му требаат 500.000 војници. Токму така, тоа сакам да се надополнам овдека. Зеленски предложи закон за странските борци, за да може да добијат украински пасоши и да се вклучат малтене во... Но нашто е проблемот? Колку ти да викнеш платеници и странски борци не може да... Ние тоа го видовме сега, као генерација и во распадот на СФРЈ. Доаѓаа некои странски борци кои за пари се бореа. Меѓутоа, тој ја нема онаа чувство да си го брани домот. Он е тука на работа. Па ако загусти ќе избега и ќе оди на друга работа. Да, со тоа сакам да те прашам колку сите овие работи кои што се преземаат од официјален Киев ќе дополнат или ќе одмогнат во она одбрана или контраофанзива на теренот. Проблемот со војната во Украина, која е се поизвестна и што храбро можам да констатирам, пошто гледам, е дека очигледно има некакво сценарио зашто Киев не се ни прашува. А тоа е со ова контраофанзива, доцнење на помошта и оценките на странските, особено западни експерти, дека овие пари што ќе ги добие Украина, нема да направи ништо значајно. А значајно за Украина знае што е, да ги врати границите од пред војната. Тоа ќе биде победата. И сега само да скратам, мене поише ми делува дека овие пари што ги добива и овие подготовки се за она сценарија што го зборувавме, дека може би НАТО ќе влезе во дел од Украина, па ќе остане некоја Украина дел,
па од другата страна ќе биде Русија и тука ќе има зона на раздвојување Тампон меѓу зона, Русија нека. и НАТО И земјите. НАТО земјите. Се разбира, ова е една од шпекулациите, не знаеме. Мислам дека го исцрпеме. И само на крај, странските борци сигурно платеници нема да гинат онолку колку што ќе гинеш ти за твојата држава као патриот. Ама патриотизмот не им се јавува се уште бидејќи имаат простор да врдаат. Ќе зема пасош, ќе избега. Зеленски тоа сака да им го зема. Мислам дека го исцрпевме времето за денешниот И го наш стравувавме дека не можеме да го пополниме. разговор. Секогаш сука сме ние да го пополниме и да го надополниме ако треба, Александра. Јас за самиот крај би сакала да прокоментираме. Ние вчера овде зборувавме за изборите, односно за излезноста низ годините, па би сакала еве со ова прашање да се надоврзам на домашната политичка сцена во интереси на нашите гости. Ваш коментар и ваше видување, вчерашната излезност дали може би ве изненади? Рече си 50% излезност. Многумина коментираа дека се изненадени, дека не очекувале. Ваше видување околу ова и околу на изборите, како ги коментирате? Како поминаа гласањето според вас? Започнам малку мој краток осврт. Важно е да се напомене дека имавме фер и демократска атмосфера, дека изборите започна и завршија во една демократско општество. Она што ги видовме од информациите на терен, меѓутоа подоцна откако затворија гласачките места, еден капацитет на политичките партии кој што може ќе се сложите, може и не, беа на ниво како во развиените демократии. Излегоа и кандидатите, меѓутоа и оние противниците, некој си честита, некој го признаа поразот. Сликата околу излезноста се предпоставуваше во однос на тоа што бидејќи последните избори беа во ек на пандемија, тогаш беа оние сите ограничувања кои што не можевме да ги оствариме, односно беа страшни за граѓаните, ако можам така слободно да се изразам. Она вчера што го видовме, уште еднаш ќе кажам, дека е резултат на политичката ситуација и во земјата, меѓутоа и како што кажав, завршување на една пандемија каде што тогаш граѓаните се плашат да излезат на гласачките места. Андоновиќ? Па сега за излезноста, ја сум прилично критички настроен кон сето тоа. Драго ми е што беа мирни изборите, значи немаш инциденти и се надевам дека исто и на 9 мај ќе го зборуваме. Обично по дефиниција вториот изборен круг кога е одлучувачки или во парламентарните избори првиот круг кој е единствен, одлучувачкиот круг е важно дали биле фер или демократски, пошто ова првиот круг беше одмерување на силите реално. И тука луѓето си овие опонентите не се даваа многу у смисол да нешто било што ако имале план прават. Излезноста е таа што е. Обично елитите кои се избрани се рефлексија на народот. Значи народот излегува и така е барем демократијата постојана. Колку дали некој се согласува или не, тоа е друга работа. Ќе видиме и би се воздржал да видиме како ќе помине вториот изборен круг председателски, бидејќи тогаш треба некој да изгуби. А тој што губи ќе има право да се лути. Вчера бевме сведоци на изјава од типот ја ќе кажам се што вие сакате да чуете. Победниците рекоа еве ние ви рековме, губитниците рекоа ова е како што е, ќе направиме се да биде подобро втори изборен круг и тука нема ништо простор за коментар. Ќе видиме на 9. Ако и на 9 Дејан овака рече дека биле фер и демократски како што кажа, мислам у неговиот осврт, тогаш ќе бидеме успешни, а за друго кој ќе победи и како тоа одлучува кој треба да одлучи. Да.